минатата емисија од Распеаната Битола. Во стан сме кој гледа на Сирџискиот широк сокак, го дишеме пелистерскиот воздух, ја пиеме убавата вода. Па се е добра инспирација овој стан да го направиме со новоградски шмек, достоен за семејството. Изграден на основа на стара градска куќа, просторот има класични елементи на старата куќа. Салон или влезен дел од каде се пристапува до сите простории, високи тавани, пространа дневна. Почнавме и стасавме до половина, со помош на Акрон, Квикстеп, Манекс, Шате, Липорте и Мебел Марија, кои дојдоа по контролни мерки, бидејќи просторот е подготвен целосно за нив, со подови, плочки, спроведени инсталации. Ја не се мислеме кога точно може да стигнеме, кога Да, ти ќе кажеш. Јас не можам да кажам. До 23-4 не сме. Смислам да монтираме. Се топтани? Да. Комплет, како да би почнал? На 20-21 да почне. 20-21. Пат на договор за датум 20-21. Тоа е тоа. А до тогаш да ги завршиме и останатите помали работи во станот и останатите порачки. Југоекспорт. Еден од поновите модели, веќе тоа не е толку нов. Промоција беше на ланскиот сајм е ова. Да, минатата година на сајм. Така, тоа беше. Почувавме до овој сајм. Сега да ставиме. Добро битна, бирана. Да. Значи нешто поразлично со останатите дизајни. Значи медија панкоша е мат, не е висок сјај. На интересно што и на површината на плочата има лепено стакло, кое што не е дополнително, значи доаѓа со самата плоча. Така. Интересен, впечатлив дизајн. И целокупниот изглед рака на тоа како е изработен долниот сегмент, базата, тоа многу ми се... Многу интересна. Значи не е многу широк програмот. Постои трапезареска комода, трапезареска маса во две димензии, во моментот значи 1,80 м, постои поголема 2,40 м. Телевизиската комода и клучкото масличе, тоа се делови значи на програмот. Исклучиво се работи во една боја. Нема избор на други варијанти за сега. Облината си постои. Тоа така изгледа. Така столица може да се комбинира, значи не е условно ова е наша идеја на комбинација. Значи овие не, Тоа се вртливите. При седење вртење. Да. Ако прене јадување, па вртање за варење. Да, бе, да одмориш. За одмарање, за релаксирање. Ватре стават. Не повеќе. Добро. Не знам дали освен масата ќе земам нешто друго од програмата, ама сигурно сакам огледало. Така. Не мора вакво. Тоа е идеја. Има многу да, цела колекција на огледала, ќе избереме и пак зависи од просторот. Големо. Па добро. Најголемото ќе го избереме. Готово. Порачка извршена. Повеќето големи нешта ни се нарачани и по некоја недела ги дочекуваме во Битола. Обично кога патуваме вон Скопје, гледам повеќе активности да ги спојам одеднаш. Бидејќи Гордана многу сакаше цртеж на главниот зид од дневната, овој пат ја донесов и Весна. Близко сме не сме близко, пак широк сокак, чекай сега. Да, не си го видела просторот, ова е зидот што треба да правиш. Значи, на соката, поради тоа што сепак квадратен простор треба да влечеме од нега. Идеме диагонално. Така некако, да. Да. Таму и после нешто да се случи таму под еркондишнот евентуално. Да го изгубиш еркондишнот. Ја, да. И мислам дека евентуално ќе побара овдека нешто да се случи. Таму ќе има јак драпер. Некој е добро. Да, значи ќе има таму информација, средина е телевизорот и некако мислев малце дали, не знам како ќе изгледа тоа, нели гранка, манка некаква. Од кај телевизорот можеби натака и околу Оджаков, столбов, да. Како би ти иде така, тоа е. И додека таа црта се појавија од Југоекспорт со целиот свој мебел, кој се разбира мораа веднаш да го монтираат, бидејќи и друга екипа нема да ни дојде. Среќа, повеќето од мајсторите се навистина интересни и на терен никој пат не е здодевно.
Се е тука. И за белешка само да се донесе бела. Да, тука. Пријатно. Додека бевме во Скопје, мораше да завршиме и дополнителна нарачка во Манекс. Одбравме одлични вградни светилки за целиот простор, но сега ми треба главното светло за дневната. Мила, јас некако секој пат изборот на целото светло, например, дневната соба конкретно, и тоа на луѓето им е најважно, го започнувам од изборот на лустерот. Некои луѓе кујна прво вика да ми направиш, па после другото. Јас лустерот на трпезариската маса, тој ми е некако тој. Така. И така и сега, тој е тој. Сега ми треба нешто се работи дури за нешто нешто вакво. поексклузивно. ексклузивно. Така да. Да, значи станото е така по-висока категорија. Висока категорија. Бидејќи се работи за нешто поексклузивно, се надам дека на трпезариска маса. Да. Можам да ти приложам дел од новите модели на Егво. Овој пример Многу ми се допаѓа. Да. Со тоа што може да го поставиш во зависност од тоа дали како на дрво варијанта ќе ви треба, матирано или пак еве со самиот изглед овој лустер, со самиот хром што е хромиран, Огледало дава изгледа, баш уште интересно. повеќе полуксузен изглед. Меѓутоа пак во соодветство со тоа што Така ви треба, зависи според- од самиот интериер. Да, од самиот интериер. Нашиот интериер ти е како за втората или третата варијанта, бидејќи првата нема да одговара од проста причина што е сето бело, другото е кремасто, медијапаните и се сјајни. Значи тоа може да биде една од варијантите. Да, Па дури и формата, значи како што ја има слична форма на самата трпезариска маса, значи така изгледа како долниот дел. Тоа може да биде интересно. Друго? Јас би ти ги предложила исто така и овие тука, од оваа страна. Исто така овие се нови модели. Овој модел го има, ја има скоро истата форма како претходните, меѓутоа би сакала да ги погледнеш така, ова овие е исто друга така, варијанта. со лето светлување што се, значи на венке на кремасто, внатре се обложени како со зброзено златно, како старо злато. Пред се исто, значи LED технологијата која што напредува иде само напред. Иде само напред, обработка на метал ми се допаѓа, злато ми се допаѓа, ама не е во стил. Добро. Значи, како тој таму, може би нешто слично дури на овие одлика што ги гледаме, LED варијанти, значи нешто бело, стакло, никел, во тој манир. Добро, ќе најдеме, мислам дека имам и такво да ви покажам. Имаш да ги удоволиш сите мои желби. Нели? Да. Се доле на први кацу. Така? Еве. Знам што си сакала да ми покажеш, тој или тој. Мислам дека ово ја што сакам да ти го Да, покажам. бело, стакло, едно друго. Формата, обликот многу ми се допаѓа. Така. Не можам да ти кажам колку многу вака како дизајн личи со дизајнот на масата. Така. Значи како да треба лустерот со масата обавезно да идат у комбинација. Баш ми е што сум го погодила моделот. Електен. Да. Ова е, значи, нов модел, исто така, одлично осветлување има, лето осветлување, кое што е Така. доволно за да го осветли просторот, баш на трпезариската маса. Така да, Има оваа димензијата или има и поголеми и помали? има и помала и поголема димензија од овој модел. Штом сме спремни со трпезариската маса, можеме и други да светилки се да ги бераме. Се е лесно. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека.
Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Премиум брендови од керамика, санитарија и опрема за бањи, со врвен квалитет, совршен дизајн, по перфектни цени и експресно брза услуга. Само во салоните на Шате керамика, во Скопје и Битола. Додека бевме во Скопје, започна сајамот за мебел. Па затоа отидовме во Акрон, за да си набавиме ваучер и да видиме што има ново. Имав шанси вашите вработени ми го презентира овој точно плакар, тоест една врата со новиот оков, ама тука на сајамот изгледа ептен импозантно. Сите го бендиса. Да, сите го бендиса. Така. Зашто се работи, кажи ми, бидејќи гледам и сега и поинакви димензии од тоа што го видов таму. Кои се границите? Ние сме предодредени да работиме со лизгачки врати за монтирање во градежен простор. Ова е нов тип, нов изглед на лизгачки врати. Многу елегантен, многу софистициран. Поентата е да биде самиот оков минимално застапен во визуелниот ефект на целиот плакар. Каде повеќе доаѓа до израз исполната која се користи. И во случајот стакло изгледа прекрасно. Во нашиот случај на овој сајам е кристално бело стакло, кој дава најголем висок сјај. Впечатоците на сите што го видоа позитивни, исто така и на комисијата за награди која ми додели во нашата категорија награда за производ. За најубав плакат. За најубав плакат, да. Се разбира. Затоа сме си заедно толку време. Кажи ми кои се максималните димензии кои што може да се постигнат на врата со овој оков? Па прво самиот овој кој е изложен тука е прилично импозантен од своите димензии, 2,80 на 2,40. Повеќе сме ограничени со тоа да го внесеме технички во просторот, нели во станови треба да влезе низ низ скали, низ влезови во простор, значи тоа повеќе не ограничува, него ли што не ограничува димензиите на самите врати. Одлично. Значи можеме да планираме се додека е можно да го внесеме дома. Така е. Тоа што го направиме мора да стигне до купувач. Океј, тогаш на некој од следните станови секако дека ќе улета нешто вакво, мислам дека луѓето ќе го донесат. Се надевам. Во Битола пристигнуваат и акронци. Навидом немаат никакви проблеми при монтажата на плакарите, но тие и да имаат проблем, нема да знаете дека го има, зашто си го решаваат германски, без многу полемики и дискусии. Ретко кога ме прашуваат за некој детал, единствено за која врата кај сакам да стои. Толку.
Весна црта, како што гледам, констатирам дека ќе сакам да црта и на друго место. Обично сака да работи сама, но овој пат нема шанси за тоа. Стаса и со мебелот од Мебел Марија. И фино што Стаса и се појавуваат со сите нешта прво во кујната. Горни долни елементи, шанкот, кој излезе како централен остров во барање на Гордана. Ми се допаѓа големиот висок блок на кујната со фрижидерите и фурната. И бојата, пастелно кремаста, речиси идентична со онаа од зидот. Во собата на Михајло е речиси се според цртежот. Долга работна маса која има фиокар на крајот, наменет за ситна облека, бидејќи плакарот го оставивме само за диплење и бесење и со библиотека кроена според висината на радиаторот. Донесоа и дел од ТВ комодата која се изработи по едноставен нацрт, бидејќи оној што го имав беше комплициран за работа. Имаат уште неколку работи кои им беа нарачани. Плакарче во ходникот, елемент за мијалник во бањата и Гордана многу инсистираше на еден елемент на терасата, како прирачна летна кујна. Весна пак доби уште неколку места за цртање. Ке заврши на едно, ке ја свртам на друго и так се утеп од цртање 2 дена. А во Скопје повторно сме на сајамот на Мебел, а таму на гости во пункт. Кај нив нарачавме 2 кревета и душеци, но како и на секој сајам, имаат нешто ново и интересно. Многу ми е интересен вашиот штанд, што е таков затворен, интимен и ми се допаѓа. Еден од најубавите на сајамот. Да ти кажам, може најубав и по моделите како што гледам баш ми се убави. Од секоја година на година се подобри. Да. Исто новиот салон така ме изненадивте пријатно. И сега кажи ми се што ќе ме изненадиш навака. Супер. Вака ќе ви изненадам со 3 нови работи што ги имаме тука изложено. Тоа е фотелјата Орахо, која е изработено. Адиме колоре. Да. Да не се вика бабино. Или ретро бабино. Ретро бабино. Па добро, личи на моделите од 70-тите, али е малку преработена. Тоа беа бака слични од тој модел 50 години. Така. Па постари кога ќе дојдат баш зборат за тоа. Да, ги што ги имаме порано. А вие се нови. А ние се нови. Што да правиме, мора да се враќа. Малку преработено е да се добие нека по-модерна линија, изработена од масивно дрво нели орев. И од озгора е тапацирано седењето, може да биде во моментов е крзно, може да биде кожа, може да биде штоф. Така, добро. И тука имаме ретро модел на ногарчето. Да, другиот ретро модел е во случајов е 4-сет Хавана, инаку се работи фотелја, 2-сет, 2,5-сет, 3-сет и 4-сет, така да има да се бира колку сакате, има избор. Исто нели се работи во кожа, може да се изработи и во штоф. Мислам дека во кожа многу подобро изгледа. Кожа дефинитивно, да. Дефинитивно. И третата работа е, како да наречам, клацкалка. Клацкалка што не личи на клацкалка. Клацкалка што не личи на клацкалка, значи има доле единична ногарка која што при седнување не маца го амортизира. Да. Оваа година у ретро стил пак сме и со Многу сте модерни. Многу сме модерни со ретрото. Да не правиме у други муабети, многу сте модерни и многу сте убави. Дефинитивно. Чекај да ја пробам. Слободно. Шубар. Таман. За Таман за притребување. О, добре. Кај на Стаса со креветите. Едниот во еко кожа, во интересна кафено-виолетова боја која одговара на спалната, и кај Михајло во сив мебел штоф.
Ова беше последно за овие 2 дена во станот и мислам дека доста работа завршивме. Го наполнивме и одиме да одмораме. И не баш. Во шата сме да набавиме елементи за бањата. Наместихме плочки и сега мора да ми помогнеш околу санитариите и една тушка вина која ми даш вака треба да изгледа. Димензија која ти треба? 80 или 90 на 100, 120 тука. Така, Тие се димензиите што можеме да ги вметнеме. Така, со кадичка, без кадичка ќе одите? Со кадичка? Со кадичка. Стакала баш ваква кадичка ми се допаѓа. Ако ја ставате конкретно оваа кадичка, тогаш имате опција за 1,20 на 80 и 1 на 80 димензиски. Или 90 на 90. Нека не, тогаш 1,20 на 80. Иначе, ако се оди без кадичка, тогаш има опција и да биде статичниот дел и 80, 90, метар, колку што сакате толку. Со тоа што види и оваа страна, може да биде од 90 нагоре. Ова ви е германската тушка вина на Хупе, со двојно калено стакло, 6 мм е дебелината на стаклото, антиклак од натрешна страна, не се задржуваат капките на дивор. Супер, значи домакината лесно да чистење. Да, наместо после секое бањање, после неколку бањања. Со чистачка. Да. Добро. Алуминиумски профили, сјајни, со елегантни држачи. Да, и алуминиумските профили се многу лесни за држување. Ако се нафати биор или мувла, се чисти само со влажна крпа. Значи нема потреба од никакви Никакви абразивни средства да средства. се употребува. Да. Добра. Проблеми околу монтажа на кадичката, бидејќи е плитка? Единствено што треба да се направи е одвод директно на местото каде што е отворот на кадичката. Да зема димензии, да се постави сипунот во кошулица за да легне врз него директно. Така. Да се одлепи од подот само 3 см, колку што е висока кадичката, без дополнителен никаков простор. Епа добро, таа е 80 на 120, капарена, земена и сега другите работи. Шолја, биелник, не знате како таа таму. Значи висечка шолја, така ти Висечка треба? веќе имаме вградно казанче од вас. Така. Едноставна е по углик, ценовно е исто доста Интересна пристапна, е, а со со оглед на соп оглед. капаќе. Супер. Ценовно е супер во однос на дизајнот и се што добиваме. Да, порцелан, имате 100 години гаранција. Јеј. Да. Ова е умивалникот што оди од истата серија со веќе школката, 60 сантими е. Љубав е. Може да го вградам Да, во плоча? има жлебови од оздоле, може да се вгради во плоча, елементче било што да го надградите. Супер, значи сакаш вака, сакаш вграден, надграден. Да, сакате уграден, Да. сакаш награден, сакаш од оздоле елементче некое. Сакам. Што сакаш да? Добро, шолја, мијалник, тоа и евентуално натаму ќе си одиме да си избереме туш чешма е така. Идеме да гледаме. Презадоволна сум од изборот. Сега уште се треба да се измонтира како што треба. Во Битола сме веќе при крај. Ова доаѓање е за санитариите, за деталите во кујната, за лустерите, кои изгледаат магично и достојно во овој простор каде едноставно има ширина за се да дојде до израз. Добро е. Добро е, таа за сега е супер. Ау. Сега друго ќе ти кажам. Сега ќе направиме душеме. Еден шаблон ќе направиме. Добро. Може шаблон да направиме? Овој да се треза. Влезе. Еве една книга, еден шаблон, го клаваме. Горе. Го клаваме, дупките ги ставаме. Готово. Да. И се изнамачија со коцките, ама конечниот резултат ќе биде извонреден, па затоа напорот ќе се исплати. Финално, обука од мене за местење лајсни.
Се разбира, кога не местеле вакви високи лајсни изгледа дека е комплицирано, но набрзо утврдија дека е потполно исто, само што се големи. И остана уште неколку детали после ова, за да го наредиме целиот стан со се што е стасано и она што треба да го донесеме, како теписите, како цреша на тортата. Тоа е последната работа за која сум во Тепих центар. Значи бушаво одамна не сме бирале. Сега имаме барање бушаво, ама поквалитетно бушаво. Бушави имаме многу убави дезенчини и бои. Ова е тоа што би го рекла јас полубушаво. Значи исто е бушавко, меѓутоа е пониско. Затоа имаме и вакво нешто уште побушаво, што е висина отприлика негде од 3 сантиметри. Има боички. Така, овие како преливаат. Да, тоа е комбинација. Еднаш изгубив завртки од телевизор. Така, ама тука се. Едва ги најдов вака ги чешлав, викам како нема. Све што ќе се изгуби е сигурно тука е. Да може да видам што сум изгубила се. Добро. Го има, значи, во различни боички. Тоа е комбинација на Што е белет? рачна обработка е со памучна подлога, овото згора полиестер со вискоза комбинација. Значи не со овие памучни, туку во Памучна е подлогата од оздола, ова е полиестер, а ова што прелива е вискозата. Значи трпат усисавање без проблем, имаат начин на одржување исто со овие новиве, да речеме машини Рембо и Кирби, многу убаво на лице место се чистат. Така. Така да и со перењето не е проблем да се однесат на сервис, на хемиско. Не е. Многу субави за лежење. Само под маси ги ставаме за жал. Да, меѓутоа затоа и на масата е убаво. Така. Да. Може вакво едно бушаво подлабоко. Боја, кажи ми нешто од ова овде. А од тука можеби оваа е светлата, ама јас сакав нешто малку потемно, затоа што доста е светло се таму. Од ова имаме и на сиво, кој имаме и во димензија на тепих. Може да се вземам. Може слободно, тоа е значи моментално тука како стазиче, ама го имаме и како тепих. Не, рековме нешто поквалитетно. Да. Тешко ова? Да, тешко е, тоа е рачно ткаен тепих, убава боја. Да, и кафена, и сива е. Да, прелива од кафенко до сиво нешто. И баш ги имам овие нијанси, јас на зидовите, нели, дека прелива, па светлото. Го има, значи, во димензија на теписи, така да не е проблем, значи, доколку ви одговара бојата. И за малата и за големата маса да е убаво. Да, може да се најде, значи, различна димензија. Добро. Океј, тоа е тоа. Завршуваме. Поминавме доста време во овој стан, но верувам дека целокупниот изглед ќе биде она што го очекува Гордана со семејството. Едноставност, уникатност и елеганција. Симфонија на осветлувањето. Егло. My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни.
Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Jugo Експорт Стил започнува најголема саемска акција досега. Со секоја купена кожна гарнитура добивате подарок по ваш избор. Релакс фотеља, трпезариска маса, клуб маса, огледало или комода. Само на едно место ќе ги најдете најдобрите светски брендови на мебел по најповолни цени и со најголеми попусти. Jugo Експорт Стил. Ајде. Нагоре. Подготвена? Да. Ајде, да видам. Повели дома. Да ти кажам како часопис ти е, само дојди од понавака. Тоа е прекрасно. Значи, стварно, немам зборови. Јас имам видено малку во некоја фаза. Ама во последните, значи, некој период, значи немав стварно пристап и ова е нешто, немам зборови. Прекрасно. Ела. Така сега ми го наречено килими, едно, друго, завеси. Кој на кој? Останав без зборови, значи стварно немам зборови во душевна сум. Пршета ме така. Вака малку да Да разгледам. да си гледаш. Стварно, значи, Ива се надмина самата себе. Прекрасно. За твоето семејство. Ова е една мала пажња. О, благодарам. Заслужиш, значи. Да го држиш. Јас и мојата фамилија, значи, ќе бидеме, значи, крајно задоволни. Значи, прекрасен простор ни овозможи. Не знам. Вистина имате многу ексклузивен простор. Да се изразам, значи, вако, да. значи, што сум пресрекна, вака малку да разгледам, ако може. Ако. Многу. Значи, практично се што раскажавме како момент и го остваривме. Да. Реално, тоа изгледа многу слично на оно се што го испланирав и Не испроектирав. знам побрзо каде да погледнам. Момент преубав. Во принцип и самиот простор го дозволува тоа. Да. Значи основата на самата куќа, на овој кат, со широчината, со димензиите што ги има, високи тавани, се дозволува да секоја работа што е земена за тука, си го има своето место. И, значи, секој парче мебел ускладено, со стил, значи, не знам. Значи, Ајде којната, нели сакавте големи фрижидери, друго нема место за големи, меѓутоа имаме место за повеќе од еден и повеќе соби. О, супер. Ето така, па еден убав лекувач. Многу супер механизми. Курни, едно друго, многу место за складирање. Шанкот е интересен со нели овие големи фиолки за чини за тенџериња и овој елемент кој што и сама го побара за лепче. Значи кујната ти е спремна. Фиолки, огромни простор за складирање премногу. Значи една модерна кујна со делови за сецкање, за покривање, машини, едно друго, организатори. Се вклопено, функционално и преубаво смислено, значи. Значи, како за во часописа. Како за во часопис. Јас, значи, имам гледано многу емисии, сите ги имам гледано емисии, меѓутоа, не знам дали сега гледачите кои ќе ја гледат еве ова наша емисија, не знам дали ова ќе може да се долови со камерата, дали вака изгледа како што е стварно, не знам, значи дали ќе може ова цела атмосфера. Баш вака како што изгледа. Во принцип, секој пат тоа што го гледаш со очите е многу поубаво, можеби. Ама и ова е дефинитивно еден од поубавите станови и поексклузивни станови кои што сме ги опремиле во емисија. Ти ова што го створи, со твоето несебично залагање, не знам, ти се надмина самата себе, ти си незаменлива. Познавам многу познавам, ама ти си, еве кажувам, ти си незаменлива. Не беше проблем ни далечина, пожртвуваност.
Самата, значи, сакаше како за свое. Секој капче да секој капче да го осмислиш. Мене ми е срцето полно и душата, не знам, јас преубој, немам зборови, стварно. Имам уште твојке простори, чувам уште нешто за тоа. Душата ми се растрепери. Супер. Добро. Не знам што побрзо, значи, дали трепезаријата, кујната, нешто сон, немам зборови. Ајде да погледнеме. Бањата не ја спомна. Бањата, која што ти е многу добра. Врв, дефинитивно. Тука отзади е машината, нели елементче има. Да. Преубаво. Се сложувам дека е елегантно. Се комплет. Делче за. Да. Се корпа. Огледала. Момент само малку. Туш кабината колку е убава. Да. И големка, и комотна, тушот, се, плочките. Преубаво. Се е супер. Многу убаво. Многу. Ајде сега да јас па си кажем многу убаво. Дека и мене ми се допаѓа, да? Тоа е вистина. Така е. Собата на Михајло. Кар огромен, кар супер. Едно, друго, мислам дека преубаво. Ќе биде задоволен. Многу ќе биде задоволен. Преубаво. Немам зборови. Стварно, значи... Се што си побара, се му е тука дури саат. Секој детал е осмислен. Секој детал. Осмислена нормално. Не џабе толку го работам. Да. Се до, значи, детал, не знам. Преубаво. Одиме во твојата соба? Да. Спална? Ајде. Ќе биде, значи, одушевен премногу. Исто како што замислуваше. Да. Одлично. Да, не може бојан да стигна, така? Да. Ајде, повели и во твојата спална. Сон. Не знам што да речем, освен сон и преубаво. И преубаво, нема тие се збороите, нема други зборови. Тоа ти е преубаво. И бои, и светла, романтика, секако што треба за да спална. Многу убаво. Јас мислев дека е мала собата, ама ова е преголема. Супер, и бакари, лево, десно, имате машки, женски дел. Нели, секако што треба. Колку има простор за складирање. Мало е, ама кога ќе се намести како што треба, супер. Супер. И шминкерница. Интересно како вака со телевизорот тука. Јас реков, кај ќе се стави телевизорот? На дича. Сон. Еде така. Осветлувањето, значи немам зборови. Разни врсти на светлување, топ. Се најубаво. Звездички, за сите амбиенти и расположение. Секој детал, значи нема нешто, од душа го кажувам наискрено дека да речам дека нешто не ми е по геф или нешто не ми се допадна. Супер. Не знам. Браво. Значи, Да си отидам и јас нашиот на дом, дома. Така? Нашиот дом го направи најубав во целиот град. Сега си го земам заслуженото цвеќе, да те пуштам уште еднаш. Значи, многу ти благодариме и се надевам дека уште ќе соработуваме. Ти благодарам и на тебе за укажаната доверба. Ете така. Клучот на врата, јас низ врата. Ајде. Поздрав на сите во семејството. Фала многу и си најубава. Фала. И многу успеси понатаму. Благодарам. Вакви домови да правиш уште поубави. Да ми се погодат вакви клиенти. Духот на Битола во новото време, онака како јас го замислив и пренесено во овој стан. Секако испоред барањата и желбите на моите битолчани. Широко, воздушно, за мерак битолски. Со среќа нека име просторот и живеењето. А вие уживајте во него и во следните епизоди на Ајде дома, секоја недела во 14:35 на Телма телевизија.